воз до Скопскиот аеродром. 15-ти филозофски филмски фестивал. Вкусот на Грција посолен. Елон Маск ја напушта администрацијата на Трамп. Појадокот е најголем подарок за телото. Опасни хемикалии во американските пива, ризик за здравјето. Министерството за транспорт и врски најави дека се разгледува можноста за воведување железничка линија до меѓународниот аеродром Скопје. Проектот, кој е во фаза на почетно планирање, предвидува брза и ефикасна врска меѓу главниот град и аеродромот, со цел да се подобри пристапноста за патниците и да се намали сообраќајниот метеж. Министерот Благој Бочварски изјави дека веќе е побарана поддршка од Европската унија за финансирање на студија за изводливост на проектот. Според него, оваа иницијатива би ја зголемила поврзаноста на Македонија со регионот и Европа и представува важен чекор кон модернизација на транспортната инфраструктура. Линијата би се протегала од главната железничка станица во Скопје до аеродромот, а дополнително се разгледува можноста таа да биде продолжена и до некои приградски населби. Целта е да се обезбеди брз и достапен јавен превоз за сите патници и вработени на аеродромот. Во моментов, единствениот јавен превоз до Скопскиот аеродром е автобускиот превоз, кој не секогаш ги задоволува потребите на патниците. Проектот за железничка врска би бил прв од ваков вид во земјава и би значил значителен напредок во мобилноста и урбаното поврзување. На 15-тото јубилејно издание на Филозофскиот филмски фестивал, одржан во Скопје, беа прогласени победниците во различни категории. Шамбала најдобар долгометражен филм. Наградата Златен був за најдобар долгометражен филм ја доби непалскиот филм Шамбала, режиран од Мин Бахадур Бхам. Жирито го нагласи уметничкиот интегритет, емоционалната длабочина и кохерентната визија на филмот, кој преку тишина, ритуал и пејзаж ги истражува темите на непостојаноста, одговорноста и природата на откупувањето. Универзалниот јазик добитник на наградата на публиката. Плакетата Златен був според гласовите на публиката ја доби канадскиот филм Универзалниот јазик, режиран од Метју Ренкин. Филмот се истакна со својата универзална порака и креативен пристап. Горчлива трпеза најдобар краткометражен филм. Наградата Златен був за најдобар краткометражен филм ја доби Горчлива трпеза на режисерот Хорхе Тиелен Арманд. Филмот, кој истражува темата на миграцијата и сиромаштијата преку едноставен оброк, беше пофален за својата способност да надмине конкретниот контекст и да проговори за глобалните кризи. Специјално признание за Возвишени врвови. Специјалното признание Стефан Сидовски. Сидо беше доделено на филмот Возвишени врвови на Диего Салгадо. Жирито го нагласи посебниот начин на кој филмот ја обработува темата на младоста, експлицитно и алегориски. Фестивалот заврши со проекција на видеоесеите и филмот Виткенштајн од Дерек Џарман, кој беше прикажан во чест на поранешниот заменик шеф на мисија и аташе за култура на Кралството Шпанија во Скопје, Ернесто Ередеро дел Кампо. Овој фестивал продолжува да биде важен настан за љубителите на филозофијата и филмот, нудејќи платформа за размислување и дебата. Популарното грчко јадење, џирото, ова лето достигна цена од дури 10 евра, што предизвика реакции кај туристите и локалното население. Појачаните трошоци за суровини и зголемената побарувачка доведоа до вакви поскапувања во туристичките места. Собствениците на ресторани објаснуваат дека повисоките цени се неопходни за да се покријат зголемените трошоци за месо, зеленчук и транспорт. Сепак, некои посетители сметаат дека ова ја намалува автентичноста и пристапноста на традиционалните јадења. Туристите сепак продолжуваат да уживаат во грчката кујна и покрај поскапувањата, истакнувајќи ја убавината на местото и квалитетот на храната. Оваа сезона ѓирото останува омилена летна закуска, иако сега со повисока цена. Експертите предупредуваат дека ваквите трендови можат да влијаат на туристичкиот сектор и советуваат внимателно следење на цените и прилагодување на понудата според побарувачката. Елон Маск објави дека ја напушта администрацијата на Доналд Трамп, каде што ја водеше канцеларијата за владина ефикасност. Во објава на неговата платформа X, Маск му се заблагодари на Трамп за можноста да ја води новоформираната канцеларија. Според BBC, Белата куќа започна формален процес за негово заминување од позицијата специјален владин службеник. Мандатот на Маск беше привремен, но неговото заминување доаѓа еден ден откако тој јавно го критикуваше големиот законодавен проект на администрацијата на Трамп. Маск изјави дека предлог законот, кој вклучува намалување на даноците и зголемување на воените трошоци, ќе го зголеми буџетскиот дефицит и ќе ја поткопа работата на Доч. Маск додаде дека мисијата на Доч ќе продолжи да расте и да стане начин на живот низ целата влада.
Вистина е дека појадокот често се нарекува најважниот оброк во денот, но и покрај тоа, многу луѓе го прескокнуваат мислејќи дека така ќе заштедат време или калории. Вистина е дека токму појадокот игра клучна улога во одржувањето на рамнотежата во телото и умот, бидејќи го поставува темелот за начинот на кој ќе функционираме во текот на целиот ден. Вистина е дека кога јадеме појадок, му даваме сигнал на телото дека е време да се разбуди и да започне со работа. Метаболизмот се активира, нивото на шеќер во крвта се стабилизира, а мозокот добива гориво за подобра концентрација и меморија. Вистина е дека луѓето кои редовно појадуваат имаат повеќе енергија, подобро расположение и помалку желба за нездрави грицки во текот на денот. Вистина е дека појадокот не мора да биде сложен или скап за да биде хранлив. Едноставни комбинации како овесна каша со овошје, парче интегрален леб со авокадо или јогурт со семки и мед нудат одличен баланс на протеини, влакна и здрави масти. Вистина е дека е важно да го избереме она што не храни, а не само што не заситува. Вистина е дека прескокнувањето на појадокот може да доведе до проблеми со варењето, намалена концентрација и замор уште во првите часови од денот. За многумина, тоа доведува до прејадување подоцна, особено во вечерните часови кога телото веќе нема ист капацитет за обработка на калориите. Вистина е дека појадокот не само што не прави да се чувствуваме подобро, туку игра и улога во регулирањето на телесната тежина. Вистина е дека појадокот може да биде и момент на грижа за себе. 5 минути мирна утринска рутина со шолја чај или кафе и хранлив оброк може да го постави тонусот на целиот ден. Наместо денот да започне со трчање и стрес, вистина е дека може да започне со присуство и внимание. Вистина е дека појадокот е повеќе од навика. Тоа е форма на почит кон сопственото тело. Тоа е начин да си кажеме, го заслужувам ова време за себе, заслужувам енергија и здравје. И вистина е дека со тој мал избор секое утро, ја градиме основата за поголеми позитивни промени во нашиот животен стил. Научници од САД открија присуство на PFAS хемикалии, познати како засекогаш хемикалии, во популарни американски пива. Овие супстанции се поврзуваат со сериозни здравствени проблеми, вклучувајќи рак и нарушувања во репродуктивното здравје. Истражувањето опфати 23 различни пива, при што речиси секоја тестирана лименка содржеше барем една PFAS супстанција. PFAS хемикалиите се синтетички супстанции што се користат во различни индустрии и се карактеризираат со исклучителна стабилност, што ги прави тешко разградувачки во животната средина. Највисоки концентрации беа забележани во пивата произведени во Северна Каролина, Калифорнија и Мичиген. Меѓународните пива, како оние од Холандија и Мексико, покажаа пониски нивоа на овие хемикалии. Главниот извор на контаминација е водата за пиење што се користи во процесот на производство на пиво. Некои пива дури ги надминаа максимално дозволените граници за PFOS утврдени од Агенцијата за заштита на животната средина за вода за пиење. Иако овие стандарди не се директно применливи за пивото, истражувачите сметаат дека се релевантни поради сличноста во начинот на консумација. PFAS хемикалиите можат да предизвикаат ендокрини нарушувања, да влијаат на репродуктивната функција и развојот на фетусот, како и да го ослабат имунолошкиот систем. Особено се ризични за бремените жени, бидејќи се поврзуваат со зголемен ризик од спонтан абортус, прееклампсија и ниска родилна тежина кај новороденчињата. Дополнително, изложеноста на овие хемикалии може да влијае на способноста за доење. Воз до Скопскиот аеродром. 15-ти филозофски филмски фестивал. Вкусот на Грција посолен. Елон Маск ја напушта администрацијата на Трамп. Појадокот е најголем подарок за телото. Опасни хемикалии во американските пива, ризик за здравјето.